Благодарам, председателе, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, колешке Лашковска. Да, ќе почнам како што почнавте и вие. Една година санирање на катастрофална состојба на државата. Една година борба против корупцијата и криминалот затекнати од заробената држава која што вие ја оставивте. Една година напорна работа на владата и на сите нас да им докажеме на сите граѓани дека се еднакви, дека не постои граѓани од прв, втор, трет ред, дека сите граѓани се еднакви. Почитувана колешке Лашковска, да се критикува работата на министерката Рената Десковска е навистина еднакво на самоисмејување. Заради тоа што анкетите покажаа, не само резултатите, туку анкетите, дека 49,3% од граѓаните ја ставаат како една од најуспешните министерства, односно министери во владата на Република Македонија. А она што го направивме во однос на образованието, навистина е импозантно. За една година се донесоа 3 клучни закони. Се донесе законот за високото образование, се донесе законот за учебници, се донесе законот за субвенционирање на млади таленти, односно инструменти за млади таленти. Почитувана колешке, во буџетот 2018 година во образованието вкупно се зголемен во споредба со 2017 е за 6%. Знаете ли што значи тоа? Значи санирање на состојбата во која што беше затекнато образованието во однос на долговите, во однос на состојбите, во однос на платите на просветните работници. Навистина да се зборува за нешто што е очигледно и видливо е само исмејување. Во однос на она што се направи во текот на целата оваа година, се направија многу работи, пред се стабилизира економски, меѓутоа политички, а и можам да ви кажам, угледот на државата во меѓународните рамки. Тоа е една голема работа, макотрпна работа, која што можеби не е многу видлива и не е како што вие ги правите некои работи за да се шминкаат работите и да изгледаат популистички во очите на јавноста. Меѓутоа, тоа што се постави како основа во оваа година, како резултат ќе биде и ќе следува во иднина. Јас верувам во премиерот Зоран Заев, во неговиот избор, верувам затоа што и поголемиот број од граѓаните веруваат во него. 24% од граѓаните веруваат. Во споредба со вашиот председател на вашата партија, кој што за жал навистина 8 пати помалку рейтинг има, тоа е катастрофално. Ви благодарам.